ТПП Прилеп останува лидер во Македонија по бројот на интервенции и изгаснати пожари. До денес имале над 600 интервенции, а таа бројка до крајот на годината, според пожарникарите, ќе биде сигурно околу 700. Иако бројот на интервенции е огромен, а Прилеп годинава го имаше и најголемиот пожар во својата историја. ТПП Прилеп се соочува со недостиг на доволно опрема за гаснење, теренски противпожарни возила, високо притисна пумпа со резервар, соодветна заштитна облека за пожарникарите, но и нема доволно кадар. Во моментов работат само 34 пожарникари на неопределено време и 13 со договор на дело. Но на оваа работа би требало да има уште плюс околу 20 на луѓе. А исто така ни фали потполнување на раковен кадар, како што се командири и водичи. Се надеваме во наредната година дека сето тоа ќе биде реализирано и ќе имаме подобра екипираност во пожарната. Прилеп, колку што памтат преходните генерации, разговор со моите колеги, дека овој беше најголем пожар во историјата на Прилеп. И по површина, и по зафатени, да речем, населби, села. И успешно ние го спречивме да не стане уште поголем катастрофален, со тоа што ниту еден објект, ниту една црква, ниту едно село не беше зафатено, поминавме без ниту една човечка жртва. А што може да се научи од тој пожар? Па ова претходно што го кажав, дека ни фалат пожарникари, ни фалат опрема, ни фалат подобра екипираност, повеќе вложување во овој сектор. Буквално нема нешто што може да сегдеки може да се подобри во нашава, да речем, работа. Најмногу само моментално ако ја нешто би одбирал да се потполниме со екипираност и нормална опрема. Каква опрема недостасува за теренски гасење на пожари, на планински места? Па ни фали таква опрема специфична за нашиот терен, значи теренски возила да се набават, ни фали опрема, можеби да се подобриме и во лична заштитна опрема во некои делови. Имаме повеќе, да речам, можност за подобрување во нашата работа, да можеме да се подобриме во различни сектори, опрема, луѓе, возила. И покрај овие недостатоци кои што се провлекуваат со години, никој засега сериозно не се зафатил со реформи во противпожарните служби и нивно опремување според сите стандарди. А пожарите секоја година ги има се повеќе и повеќе. Пожарникарите упатуваат и апел за поголема соработка со воздушната поддршка, но и набавување на повеќе авиони за гаснење. Кога имаме поддршка од горе, а ние долу сме на терен, можеме на побрзо начин и поефикасен да ги совладаме пожарите. Тоа е секогаш добре дојдено, но не секогаш е на време стасана, па затоа некогаш се случува некои пожари потешко да ги совладаме. Доколку сме можеле да ги совладаме во првите ден-два, се случувало да ни бидат активни 3-4 дена. Не се ни тие виновни, да речем, што ги управуваат, зашто, колку што знаем, имаат 3-4 авиони, па на цела територија колку можат и тие да стасаат на секаде, на секој пожар. Али нашето, да речем, ние си го работиме, тие си го работат своето, кога ќе се склопат и нивното и нашето, мислам дека имаме најдобар ефект. Во овој период на грејна сезона, пожарникарите апелираат и за чистење на оџаците, за да имаат помалку интервенции. Да се исчистат оџачките канали, да се проверат исправност на грејните тела, и исто така при употреба на грејните тела поредовно се чистат бориите, оти претежно запалувањето на оџачките канали е од неисчистени ненавремено бориите. Преку нив се запалува и оџачкиот канал, каде што после може да дојде и многу до поголем пожар, зафаќање на кујчите и се останато. Колку граѓаните ги практикуваат тие чистење на грејните тела, на бори? Па во последно време, да речам, сме изненадени позитивно со тоа што секој совесен граѓанин го барем еднаш до два пати го чисти својот оџачки канал, а од друга страна и се намалени грејењето на таков вид на дрво. Претежно луѓето се определуваат на клими. Се намалени тие интервенции, но сепак во овој период се најдоминантни и најмногу ги имаме, па така затоа е добро да се упати овој апел. ТПП Прилеп ги покрива општините Прилеп и Долнени, но за жал засега не добива никакви финансиски средства, ниту помош од општина Долнени за оваа работа, што е за нив хендикеп плюс.